Мокра планина. Планински масив во срцето на Македонија. Често се нарекува и само Јакупица, заради средишната и највисока планинска огранка, што представува јазолот од кој, како зраци над звезда, се разгрануваат останатите. Караджица, Даутица, Голешница, Китка, Мумџица и Осој. Непрегледно пространство, неистражена ризница од природни богатства, шумска симфонија од бои и мириси, пасишта, реки, езера. Дом на речиси 70% од сите растителни и дрвенести видови во Македонија. Предизвик и причина за уште едно патување. Одблиску да ги видиме и да допреме до тајните што ги крие овој масив во центарот на нашата чудесна Македонија. Група студенти и телевизиската екипа, предводени од искусни професори од Шумарскиот факултет, тргнуваме на ова наше патешествие. Од Скопје преку Велес, па низ безброј села се до крајната дестинација – Долна Бабина Дупка. Таму горе, високо, под самата Солунска глава, највисокиот планински врв меѓу овие планински џинови. Влегуваме во општина Чашка и еве ја нашата прва дестинација. Оваа планина што гледате од таа страна е Голешница. Голешница го добила името бидејќи била гола целата, меѓутоа кога е намалено интензивното сточарење и спашата, почнува да се покрива и веќе не е Голешница, облечена е. Значи, ова е типично подрачје на клима регионална дабова шумска заедница од Даб Благун. Имате и див бадем, а ако погледнете теренот, се гледа дека овдека се работи за некои најверојатно се езерски седименти. Доминира оваа термофилна, па не е степска, али полустепска вегетација. Вака подрачјето се простира на цел овој дел, познат е како Азот. Во пишани документи од 1335 година оваа област била нарекувана Бабуна, но во времето на османлиското владење областа била преименувана во Хас или Хасот, со значење тешко пристапен или одметнат предел. Од тука и денешното име Азот. Патот не води до следната дестинација – селото Теово. Ремничарско село сместено во средишниот дел на територијата на општина Чашка во средното сливно подрачје на реката Бабуна. Старо населено место уште од средниот век. Во историски записи од 1335 година се споменува како пустото селиште Техово, според личното име Техо со значење Божја благодет. А во записите на македонскиот револуционер Ѓорче Петров од 1896 година се споменува како чифлик со 130 куќи кој се наоѓал на двете страни на реката Бабуна. И тогаш и денес, жителите се особено горди на нешто посебно и единствено, за нив, но и за сите нас, јаворот кој речиси 7 века го краси средишниот дел на селото. Горостас, ремек дело на природата, жив споменик на сите премрежја низ годините. Се верува дека е засаден во 1478 година, но никој точно не знае кој го направил тоа. Едни велат дека го засадил некој турски бек како символ за вековна империја, а други пак
дека фиданката ја засадил првиот доселеник во селото. Големината и разгранетоста на јаворот го одзема здивот и создава чувство на нереалност и стравопочит кон она што може да го направи природата. Еден многу специфичен вид и карактеристичен за Македонија, кај нас најчесто го нарекуваат чинар, што е турски збор, а додека во јужните делови на Македонија се нарекува јавор, бидејќи листот многу им личи на јавор, па луѓето го викаат јавор. Меѓутоа денеска се почесто се нарекува со неговото латинско име платан, дрво кое што може да израсне високо и преку 30-35 метри. Карактеристично за него е што прави шуми кај нас во Македонија, тоа се во јужните делови на Македонија, покрај подрачја што се под силно влијание на субмедитеранска клима. Природно во Македонија е најсеверно застапен до средното течение на реката Пчиња, односно до Таурската клисура, каде што во притоките навлегува лево и десно. Расне како поединечно стебло, а го има и во поголеми групи. Постои една традиција, чинарот го користеле луѓето за да го садат во градовите, во селата, најчесто заземал централно место, бидејќи правил многу голема и широка крошна. Ако го погледнете добро, ќе видите крошната му е огромна, има преку 40 метри во диаметар и дава идеални услови за сенка. Луѓето се собираат најчесто овдека попладне, седат, разговараат. Значи, служи за место за собирање, тоест има традиционална вредност, односно културно-историска вредност како вид. Овој вид што гледате пред нас е стар преку 640 години, последните мерења што ги правев. Се уште е релативно многу добро здрав, нема некои поголеми оштетувања, и тоа ова е вид кој што многу брзо се обновува. Ова е вид што бара поголема влага, особено почвена. Овдека доле ви е река Бабуна, има длабоки корења преку 15 метри сигурно доле и има достапност до подземните води и чинарот е релативно добар витален за своите години. Традиционално за овој чинар е карактеристично што овдека луѓето се собираат за Ѓурѓовден. Порано ставале љуѓашки и љуѓале невестите, момите се собирале и за ова село е карактеристична една игра, ја нарекуваат петлето, каде што мажите се фаќаат во оро, во еден круг, а на нивните рамена доаѓа вториот круг, ретко правеле и трет, и таа игра викале петлето. Јаворот и селската црква со векови екзистираат во совршена хармонија. Овде насред село, како неми сведоци на едно време минато, но и како место за нови средби, на некои идни генерации и на љубопитните намерници. Дебелата сенка на јаворот останува зад нас, а ние продолжуваме понатаму. Низ селото Сокле, па кон Богомила. На влезот на селото не пречекува камен мост, ѕидан мост или римски мост. Според начинот на градба, археолозите го сместуваат на крајот на вториот и почетокот на првиот век пред нашата ера. Доказ дека на овие простори постоел организиран живот уште во времето на римскиот период. Заради убавината, зачуваноста и значењето, во 1953 година е внесен во списокот на културно наследство на Македонија. Името Римски го добил токму заради периодот во кој бил изграден.
Патот нагоре кон Нежилово станува поживописен, подраматичен, пожив. Малите шумски поточиња, извори и водопади не мамат да застанеме, да е пробаме чистата и бистра планинска вода. Стигнуваме до место од кое се отвара поглед кон Нежиловски стени и кон Солунска глава. Според зборовите на професорот Јане Ацевски, ова е специфичен и важен предел. Овдека застанавме како едно многу карактеристично и специфично место. Што е тоа што е специфично? Има големи пределни вредности. Погледнете го овој поглед, ова се нарекуваат Нежиловски стени, таму горе е врво Солунска глава. Падот негде е преку 1000 метри. Ова е јужна експозиција и таа е целата изложена на топлиот медитерански бран што доаѓа од климатски аспект. Сето тоа условува ниските зимски температури, летните високи температури постојано да дробат Карпата. Целиот врв што го гледате е од карбонат, масивен карбонат кој што се дроби и е направено едно паѓање, слечување. Зашто е толку специфично? Ако добро погледнете, ќе видите она со црното што е, тоа ви е кривулјот. Меѓутоа, зелената боја се највисоките букови шуми во Македонија, на 2300 метри надморска височина. Специфично за буката што во Македонија доаѓа на 150 метри надморска височина, во Јаворска река Демиркапија, каде што е под влијание на субмедитеранска клима, додека овдека е алпска букова шума. И се баш карактеристични за овие јужни Нежиловски стени. Покрај оваа бука и кривулјот што е специфичен за централниот дел од планинскиот масив на Мокра планина, во долниот дел ќе забележите, особено во овој дел, појава на црн бор. Значи, многу богато подрачје со биодиверзитет. Овдека можам слободно да ви кажам дека скоро 70% од целата дендрофлора што има во Македонија се наоѓа на ова подрачје. Значи, тргнувајќи од долниот дел до врво Солунска глава, 70% преку 200-250 различни дрвенисти видови и грмушки. Погледот кон Нежиловски стени и највисоката букова шума го одзема здивот, па имате чувство дека сте како зрнце песок во споредба со пространството пред вас. Продолжуваме по шумскиот пат, живописен, макадам. Од двете страни на патот високи стебла чии крошни се преплетуваат, па имате чувство како да поминувате низ зелен тунел. А знакот дека сме стигнале до изворите и водопадите на Бабуна не потсетува дека сме блиску до целта. Кај што се наоѓаме сега е изразито мезофилно. Значи, кога зборуваме за мезофилни карактеристики, со огромна присутна влага и во почвата, меѓутоа и присутна влага во воздухот. Сето тоа условува појава на една специфична мезофилна вегетација. Тоа е буковата шума, појава на подмладок одела во незе, меѓутоа една од спецификите се и појавата на тиса. Ова е една од ретките планини во Македонија каде што се јавува тисата заедно со буката, а во погорниот дел се јавува заедно и со црниот габер. Целото сливно подрачје на Бабуна е офатено со подмладок од таксус баката, односно тиса, што укажува на фактот дека се работи за еден стабилен екосистем, каде што веќе се издиференцирани сите растежни карактеристики, видовите меѓу себе се ја направиле својата природна конкуренција и сега обстануваат само оние што најповеќе им одговараат еколошките услови. Денеска во светот се потенцира биодиверзитет. Стабилните шумски екосистеми имаат најмал биодиверзитет. Затоа што е апсолутна доминација на 2-3, некогаш и еден вид, каде што 90% го покриваат просторот. Кога ќе кажуваат некој дека биодиверзитетот е многу значаен, значаен е, меѓутоа биодиверзитетот е еден преоден стадиум.
секогаш води кон еден траен екосистем, а тоа стабилен екосистем, а тоа е шумскиот екосистем. Шумите се најстабилниот еколошки систем и во ваков систем секогаш доминираат 2 до 3 вида, додека другите се многу помалце застапени. Малку понатаму нов поглед и уште една несекојдневна и ретка појава. Овдека веќе се менува матичниот супстрат, преминува во карбонатен. Карактеристично за карбонатниот матичен супстрат е тоа што ствара услови за појава на голем биодиверзитет. Ова е почетен стадиум на варовично-доломитна црница, органогена, и во горниот дел веќе се формира црниот бор во шумска заедница. Оваа заедница што е од црниот бор е ендемична за Македонија. Црниот бор не е ендемичен, меѓутоа заедницата поради тоа што во неа има црн бор и македонска саса. Склопот е многу редок, што условува појава на голем број други видови внатре во неа. Пред нас е ендовно-реликтниот растителен вид, полудрвенестата грмушка Виола кошанини. Во Македонија се наоѓа најголемиот ареал од истата, па можеме слободно да кажеме дека и македонски ендемит, затоа што многу малце има во Албанија и во Грција. Расне на карпести варовнички литици. Во Македонија е застапен на северните падини на планината Караџица, како и во делот на Нежиловските стени од јужната страна на планинскиот масив Мокра планина, поточно во под падините на Солунска глава. Ваква полудрвенеста грмушка денеска во светот има многу малце. Денес во светот полудрвенести виоли имаме само на островот Мадагаскар, што ја прави ова да биде уште по-специфична и по-карактеристична. Виола кошанини е вид кој што би требало да биде ставен на црвената листа на заштита, затоа што е многу ретка и истата треба да ја заштитуваме. Се искачуваме по криволестиот планински пат. Постепено тунелот од зелени крошни се отвара. На 1435 метри надморска височина, на падините на Даутица, со чист поглед кон врвовите на Јакупица, пред нас се појавува планинарскиот дом Чеплес. Изграден е во 1952 година како ловечки дом, а во 1955 година пренаменет во планинарски дом. Ни раскажуваат дека долго време домот го викале Нежилови стени, но во 1962 година, кога група научници од Земјоделскиот факултет во Загреб престојувале во домот, запрашани од мештаните каде биле, одговориле горе во планината код Чеплеса, мислејќи на растението Чеплес што го има во огромен број околу домот. Од тогаш во народот е преименуван во Чеплес. Сместен во шума од високи букови дрвја со отворен, широк, тревнат простор, домот е попатна станица за сите планинари и влюбеници во природата. Место за одмор, место за средување на впечатоците од се до сега видено. Нов ден, чист планински воздух, утринско кафе, чај, сите свежи, одморени, подготвени. Тргнуваме во колона по обележана планинарска патека. Искачувањето не е лесно. Бара подготвеност, кондиција и желба да откриете нешто ново, да бидете поблиску и едно со природата. Нас не води токму тоа, љубопитноста, високи стебла, длабока сенка, мирис на шума. Конечно сме во срцето на буковата шума. Буката е изразито сенко поднослив.
и за својот развој не бара да има многу светлина. Па затоа прави вака густи популации, каде што има голем број на стебла на единица површина. Овдека застанавме бидејќи е многу интересантен делот во однос на обнова на буката. Гледате дека има едно нарушување на склопот и поради тоа што доаѓа поголема количина на светлина, дава услови да се развие подмладок. Овој дел што се гледа долниот, тоа ви е така наречен младик од букова шума, каде што бројот на единки, на единица површина е многу голем. Покрај тоа што генеративно со семе се размножува буката, една од главните карактеристики е вегетативното размножување. Тоест во зоната на кореновиот врат буката има голем број на така наречени адвентивни папки или заспани папки. Тие папки овозможуваат буката, ако се пресече негде на 25 см или се скрши, да природно се обнови. Значи, една од причините што денес во Македонија имаме голем број на шуми од бука е незината способност за вегетативна обнова. Борбата за светлина ја прави буката да има право и полно дрвно дебло. Ако погледнеме добро, целиот тој изразено модернистички, да кажеме, информацијски центар на едно растение, на буката се наоѓа во кореновиот врат. Тоа е негде на 25 см од површината на почвата. Што имаме тука? Тука е центарот кој ги регулира сите физиолошки процеси. Кога ќе почне вегетацијата, значи кога ќе почне да работи физиолошки растението, ќе почнува да впива вода од почвата и ќе почне по спроводните садови да пренесува горе кон листовите. Дава знак кога да се разбудат папките, кога да почне листање. Ако во случај имаме некое уништување, дава повторно можност да се регенерира, повторно да се појават папки, па да почне да листа. Буката има специфичен коренов систем. Буката има многу плиток и танирест корен. Зашто има плиток и танирест корен? Затоа што само со таков корен може да опстанат голем број на единки на голема површина. Буката е мезофилен вид, бара влага, а во шумите кај нас влагата, бидејќи почвите не се толку длабоки, се наоѓа во горниот дел, фактички максимално ја искористува влагата од почвата. Таа совршена хармонија и поврзаност во природата се чувствува на секој чекор по патот. Целиот пејзаж е обоен во некоја нежна, прозрачна, суптилна светлина што тешко се пробива низ високите букови стебла. И се тоа зачинето со опојни птичи звуци. Птиците не ги гледаме, тие се некаде високо во крошните, а на тесната шумска патека се појавува огромен мравјалник. Сакаме да го заобиколиме, но ни објаснуваат дека мравјата киселина е природен еликсир, враќање на енергијата токму кога ти е најпотребна. Знаете како велат, верувај, но проверувај. Најхрабрите не се плашат да ја стават раката длабоко во мравјалникот, а потоа да ги истресат мравките од рацете и само да ја помирисаат мравјата киселина што се задржува на кожата. Не верувавме, ама е вистина. Уморот исчезнува како со рака однесен, а патеката не носи до уште еден многу редок и на малкумина познат микролокалитет. Во рамките на буковите шуми често се јавуваат така наречени микролокации од чисто елови шуми. Ова некогаш по остатоците од корењата се гледа дека била шума од кривуљ. Горе имаме стрмни падини, лавини, кои што ги чистеле овие предели, а кривуљот како многу отпорен вид секогаш останувал, значи бил отпорен на лавините. Кога горе се направил еден појас од букова шума, се спречила појавата на лавини и тогаш кривуљот почна да се меша со елова шума. Еловата шума како побрзо растежна, избила горе, го покрила, го засенила и гледате кривуљот се исушил. Ми тоа сме добили една чиста елова шума.
Оваа шума е стара негде преку 50 години и што забележувате? Дека е разновозрастна, имаме со најразличните дебелини и е во фаза на природна селекција. Голем број од младите стебла паѓаат, се сушат и полека склопот ќе се наруши, значи добиеме помал број на единки, но со поголеми димензии, како нешто ова што е. Еве, веќе имаме на негде од тие што се на 2 до 3 метра, па 1 метар растојание, што имаат добро стебло, добра висина фатено, остануваат. Меѓутоа, сите тие што се веќе потиснати, почнуваат природно да се сушат и паѓаат. Кога и оваа шума од дела ќе се расчисти, значи ќе останат помал број на единки, во неа од горната зона гледаме пак доаѓа буката. Кога ќе се просветли, буката ќе најде можност да влезе овде и ќе добиеме една мешана буково-елова шума. Одеднаш амбиентот се менува. Од тесната шумска патека излегуваме на отворен простор, а знакот на патот ни покажува дека сме блиску до нашата денешна дестинација – Долна Бабина дупка. Сместен во срцето на планинскиот масив на 1680 метри надморска височина, овој мал зелен рај од листопадни и зимзелени горостасни џинови со право може да се нарече огледало и извор на убавината и гордоста на Јакупица. Она што ја прави уникатна Долна Бабина дупка е величествениот поглед кон карпестиот убавец и горделивец, врвот Солунска глава. Седнати на ледината со поглед кон височината над вас, имате чувство дека убавината на Солунска глава и нејзината спилеста, југоисточна страна, извира и завршува токму овде, кај Долна Бабина дупка. Ова е подрачје кај што се сретнуваат растенија кои што припаѓаат на различни флорни елементи. Овдека ги имаме сите сорбуси, речиси. Покрај тоа се сретнуваат сите јавори. Доминира во просторот елата, која е во позитивна сукцесија, малината, како и голем број на други дрвенести видови, кои што имаат пионерска улога во зараснување на оваа ливада. Значи, ова е еден природен сукцесивен процес кој е многу спор. Зашто е многу спор? Затоа што е голема надморската височина и еколошките услови се потешки. Меѓутоа, биодиверзитетот пак е резултат на отвореноста на овој простор према југ, каде што силно че се чувствува влијанието на субмедитеранската клима. Друга карактеристика е појавата на голем број цреши, која што многу брзо и се шири пред се преку кореновиот систем. Над локалитетот Бабина дупка почнува еден серпентински пат кој што води до сама горна Бабина дупка. На овој простор се сретнуваат голем број така наречени субалпски дрвенести видови, како што е Дафне кнеурум, што ја има во Македонија само на потегот од Долна Бабина дупка кон Горна Бабина дупка. Борот што е горе кривулјот е во една прогресивна сукцесивна фаза, бидејќи веќе почнуваат и во него да навлегуваат пионерски видови, како што е дивата козјата врба, како и голем број на брези. Општо да донесеме на заклучок дека се работи за подрачје со огромен биодиверзитет, значајно, на кое што во иднина мора да му посветиме поголемо внимание, односно да му дадеме одредена форма на заштита, како би зачувале еден многу вреден екосистем, значаен за природата во Македонија. Тешко се разделуваме од овој мир и спокој и се обидуваме да украдеме уште еден поглед кон сивите и стрмни нежилови стени и кон круната на овој божествен предел, врвот Солунска глава. Патот кон планинарскиот дом Чеплес сега изгледа покус, а патеката веќе позната, ама пак и пак ги мами нашите погледи.
Високи стебла на кои дом нашле некои шумски печурки, стара бука чија кора е како највештата плетка на некоја умешна плетачка. Пријатна засена и како во миг веќе сме долу во домот. Заслужен попладневен одмор, средување на впечатоците, помалку уморни, но и среќни, зашто сме побогати за едно несекојдневно искуство. Утро, чист планински воздух, поглед во далечина. Спокојно, величенствено, совршена хармонија на природата. Но ова патување по јужните падини на Мокра планина не би било целосно ако не ги видиме водопадите на реката Бабуна. Сместен во срцето на Јакупица, на 1260 метри надморска височина во густа букова шума, во изворишниот дел на реката Бабуна, се наоѓа еден од најубавите водопади, не само во областа Азот, туку и во Македонија. Искачувањето е по тесна пешачка патека. На моменти толку стрмна и лизгава, па мора да се оди внимателно, да се избегнат опасностите, да не се сгреши. Го следиме шумот на реката, прескокнуваме паднати дрвја, околу нас потоци со бистри, студени води и овде онде по некој сончев зрак што едвај се пробива низ повеќе столетните букови крошни. И овде во овој волшебен предел се крие нешто ретко. Се наоѓаме во една од многу ретките шумски заедници во Македонија. Тоа е шумска заедница меѓу Црн габер и бука. Многу карактеристична заедница затоа што многу ретко се сретнува, бидејќи расте на многу специфични месторастежни услови. Доле под нас е реката Бабуна. Теренот многу стрмно косо се спушта дури преку 70%. Огромна е релативната влажност на воздухот. Меѓутоа, поради големата релативна влажност, имаме добар развој на двата вида. Покрај буката и црниот габер се сретнуваат и поединечни или во група стебла од елата, а во некои делови и многу реткиот вид што се сретнува во Македонија, тоа е таксус баката тисата. Од тој поглед, оваа заедница представува многу специфична, карактеристична, има голема еколошка вредност, бидејќи се наоѓа на многу тешко пристапен терен, можеме да кажеме дека дури има представува еден вид на прашумски тип, бидејќи во неа не е забележано речиси никакво антропозоогено влијание. По околу 1 час пешачење како низ некој зелен тунел, се појако и појако го слушаме громогласното шиштење на водата што навестува дека стигнавме до крајната дестинација. Водопадите на реката Бабуна. Волшебна гледка. Боиците вода од повеќеметарскиот водопад го оросуваат целиот простор наоколу, а ситните капки како стрелки пецкаат и разладуваат. Силниот млас на водопадот создава пена во бело-тиркизна боја што на дното формира базен, со пречник од околу 10 метри. Небаре е природен спа центар, но само за најхрабрите, зашто, како што велат, температурата на водата и во летниот период е пониска од 10 степени. Ова е мигот кога сваќате дека секој момент од ова патешествие е бесценет. Да го видите просторот на кој е распрослана речиси 70% од целата дендрофлора на Македонија. Најстариот јавор, па Римскиот мост, највисоките букови шуми, Македонската синоличка, гордите нежиловски стени со круната над нив, врвот Солунска глава и овој сино-зелен рај.
чувството дека сте дел од ова совршена хармонија на природата. И тогаш сваќате. Чудесна е нашата Македонија.